Добар ден и убав ден, почитувани мои гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска во нашето кулинарско шоу ќе имаме убав рецепт, ќе имаме убава музика, убав муабет за разговор и знам дека и денеска ќе го привлечеме вашето внимание. Затоа останете и понатаму на Канал 5, подгответе се на вашето удобно место и колку пати јас опоменувам доколку вие го подготвувате вашиот ручек. Малку настрана да не ви загори додека не следите нас, а ние ќе внимаваме тука да не ни загори нашиот. На самиот почеток ве поздравувам вас, нашите верни гледачи и сите оние кои што навистина еве успевате да фотографирате од вашите ТВ приемници, да имаме убави фотографии кои што јас и ги објавувам и навистина многу ми е драго и искрено ви честитам за сите оние домаќинки кои што не следат дома и веднаш го подготвуваат нашиот специјалитет на денот, а потоа веќе ми го преложуваат на мојот месенџер. И навистина се радувам затоа што ве интересира и затоа што ги готвите нашите рецепти. Да се ги поздравиме и пријателите на оваа емисија, а тоа се нашите пријатели од Пека Беско. Си ги поздравуваме Пека Беско затоа што имаат навистина вкусни производи со висок квалитет. Поздрав за Пека Беско и сувомеснатите производи на Пека Беско. И се разбира доколку вие сакате да пазарите, одберете си затоа што и малите и возрастните ги сакаат вкусовите на Пека Беско, ги има во различни варијанти. Почнувајќи од пилешки гради, завршувајќи до убава сланина и се разбира онаа чаен колбас кој што навистина децата го сакаат со малку мајонез. Поздрав до нашите пријатели од Пека Беско, им посакуваме успешна работа и се разбира, ние ќе си започнеме со нашата работа овде. Се ни е подготвено на масичката за да го направиме и денешниот специјалитет и јас навистина денеска се радувам затоа што денеска моја гостинка и ваша во вашите домови ќе биде на прекрасна дама, личност која што јас многу си ја сакам. Та секогаш изгледа прекрасно, секогаш насмеано, пак како и да е, не е битно, најбитно е што сака да биде постојано распеана, а јас сакам да ја слушам. Денеска си ја поканив нашата Јуле Николовска. Јуле, добри ми дојде. Спремна, најдов добар ден и ти благодарам за преубавата најава. Добар ден. Едвај чекав да ми дојдеш гостинка. Повели од оваа страна. Благодарам. Јас тука ќе ти помагам покрај шпоретот. Така. Значи се договаравме и во минатата сезона, но имаше многу активности и овој пат те скубнав од многуте твои активности за да ни дојдеш. Добро, да, сега активности секогаш има настапи, да, но драго ми е што сум тука, ете, за прв пат се надевам, не и последен. Ќе видиш наша гостинка и се надевам дека еве и гледачите ќе им биде интересно. Имаше многу пуштено рецепти кај мене, Дракче, дали ова, дали она, но одлучивме да направиме пирушки кои што ги сакаат и младите и возрастните и се брзи. Така, нели? Брзи се, да, брзо се подготвуваат. Верувам дека секоја домаќинка вака на побрз начин може, ако нема време од работни обврски, нели, може да ги подготви. Па според мене може и главно јадење, оној кој што внимава, нели, на линијата може и да е главно јадење, меѓутоа се практикува како предјадење. Добро, убаво пирушки со салатичка, така нели? Точно, да. Јуле повели, јас шпоретот ќе го вклучам, за да ни биде загреано тавчето, ќе ми кажеш на колкава температура ќе треба и ќе почнеш со постапката. Па најмала, дури да, нели, ние припремаме тука, значи малку да биде затоплено. Тука ни се пирушките, вака ќе ги земеме или ќе ни требаат после. Ајде вака ни. Ајде прво да го подготвиме она што треба да го ставаме внатре како фил, точно. Добро. Значи идеме со кашкавал. Кој што се рендаме, да. Рековме денеска ќе правиме едни пирушки кои што па да кажеме се со состојки кои што скоро сите си ги имаме дома. Сите си ги имаме дома. Постојано си ги пазариме и затоа и ги имаме. Па види, пирушка како пирушка може секој да си направи комбинација, не мора сега да иде и кашкавал, и сирење, и мајонез, може и кетчап. Да само со може сиренце. Да бидат само со сиренце. Така да
Кој како си јаде и кој колку намирници си има во моментот дома. Да. Многу пати јас велам што имаме во фрижидерот. Така е. Се подготвува. Точно. Ете така, да додадам ли масло на тавчето? Полека да се затоплува? Може да почне да се, затоа што треба и јајцата да ги матиме. Ако, ќе биде добро. Да. Ќе биде добро, ќе средиме. Така, еве кашкавалчето е така. Може и повеќе, може и помалце, зависно како вие јадете, некој покалорично, некој сака, можеби само со краставички. Па може и така, да. Еве, производите на пекабеско? На пекабеско, да. И сечи ги полесно ќе ти биде. И сечи ги вака на лентички полесно ќе ти биде. Па не, затоа што ќе ги рендаме, разбирате. Сакаше да ги рендаш, рендано, да, кога веќе почнавме. Еве, вака ќе се снајдеме ние жените, знаеме како треба. Па дома, нели, постојано дома со нашите обврски, доде ми ја мене, ете така, и можеш да си рендаш. Ете така, ставаме салама сега, пилешки гради. А може и некоја друга, по ваш избор, кој како си сака. Ете така. Ајде, додека Јуле си работи, можеме може да одиме рендано, може и со сецкано. првата песна. За да и биде весело овде и мене и незе, за да не гледаме во рендето. Може, зошто да не. Ајде, одиме со песна. Ајде, Јуле, запеј ни. Уште ти ме сонуваш, знам, со друга само флертуваш, знам, во себе си чувствувам, сакаш да сум само твоја жена кралица. Биди секогаш мој, љуби ме, љуби, секогаш мој, љуби ме, излуди, секогаш мој. Ljubi cela večnost, kraj mene da se budiš, sekogaš moj. Ljubi me, ljubi, sekogaš moj. Ljubi me, izludi, sekogaš moj. Ljubi me, ljubi, cela večnost, kraj mene da se budiš. Свет со мене, љубов код бајките со тебе, животот би го делела, сакам да сум само твоја жена кралица. Биди секогаш мој, љуби ме, љуби, секогаш мој, љуби ме, излуди, секогаш мој. Ljubi cela večnost, kraj mene da se budiš, sekogaš moj. Ljubi me, ljubi, sekogaš moj. Ljubi me, izludi, sekogaš
Секогаш мој, љуби ме излуби, секогаш мој, љуби ме, љуби, цела вечност кај мене да се будиш, секогаш мој, љуби ме, љуби, секогаш мој, љуби ме излуби, секогаш мој, љуби ме, љуби, цела вечност кај мене да се будиш, секогаш мој. Токму оваа енергија која што ти ја поседуваш, јас ја сакам. Твојата распеаност, разиграност и која ќе те гледам во домашна атмосфера како ти си снимаш и си пееш и си работиш, уште поубава си. Така, многу ти благодарам. Па се трудам искрено и сакам да сум секогаш насмеана, сега некогаш има и денови кога не ми е до тоа, меѓутоа Ако публиката те понесе, ќе бидеш па не само расположена. публиката, јас само Од иницијативно, да, од себе си, да. Ајде да видиме сега, одиме вака со палачинките, да. Дали ти е потребно друго тајче? Па, не, може и вака, може и ова да послужи. Ако сакаш ќе го добро. Да, се ова што стававме тука, рендавме кашкавалче, салама, кисели краставички, малце да му даде, нели, краставичките малку свежина и одиме и со раце. Вака. Еве вака овдека. Може и сиренце да дадете, може внатре и кетчап, ако сакате. Меѓутоа јас вака повеќе ги практикувам. Рече, сето другото ќе го правиш за декорација. Така е. Така. Дали добри се свежи? Па вака изгледа Мислевме да добро. ги правиме дома, овде, кај нас, но... Ќе треба повеќе време да ги замесиме. Така. Добро. Се извинувам. Да, еве вака. Еве. Ќе ги замотаме во... Овдека ни пукна, не знам дали да ставиме уште една, да не биде... Ама не, вака ќе се... Со јајцето, да ти дадам лажички, може и вилушки полесно, да не си ги прлеш рацете. Па јас дома искрено вака си фаќам, па ќе си ги измијам рацете, па повторно пак си фаќам И така? Така си работам. Добро. Ставаме повеќе презла, нели? Вака. Да не се пречам се повлеков. Мислам дека ќе треба малце повеќе масло за да поубаво се испржат. Не знаев да не ти впијат многу масло, па затоа се прашував. Па добро, сепак се пирушки. Јас дома внимавам многу. Па јас дома внимавам. Да не ми се... Многу масни децата не ги сакаат. Па може на путер, например, ама ајде, сега имаме масло тука, не е проблем. Вака и може. Вака, и на пржење, јас ќе внимавам. Ете, така. Едната е готова. Чекај се да измиеме рацете. Затоа ти дадов ова вилушчиња за да можеш, а можев ми ракавици доколку сакаш. Па може, да, јас и ракавици практикувам дома, ама сега во овој момент овде. Ба можеме да додадеме, Јуле, за следните да си ги направиш. Најлесно и за тебе практично. Да. Повели. Имаме тука се. Браво. Ете така, за да ти биде и Чекај, ќе треба и полесно. прстените да ги извадиме. За да ти биде полесно, за да можеме... Ајде сега кажи ми љубовта кон музиката. Од каде ти дојде? Вака да ни бидеш распеана, весела од детството, од баба, од мајка, од кој го наследи талентот? Па веќе на повеќе телевизии имам кажано дека го наследив од мојата баба, од мојот татко кој што исто. Тоа напоменав. Да. Јас знам, но гледачите Ете така, да. Така. Значи генетски пред се. Генетски, така. Да. За да биде, вели, крушата под круша си паѓат, нели, она старата изрека, во која што гените си го носат своето, но сепак и постојаните настапи се тренинг за музичарите. Апсолутно, да. Убаво нешто. Настапите се тие кои што навистина добро, јас имам и да кажам проби во неделата обавезно 1 до 2 за да нели кондиционно се одржаваме, да, меѓутоа настапите се тие кои што навистина ме исполнуваат и кај што буквално онака се полнам со енергија. со позитивна енергија, да.
чекај ова вака малце, ова малце помала пирушка е таква, мислам, ја направиле, небитна. Гледаме да Јас бидат внимавам исти. тука, не се грижи. Како велам, не се грижи ти, јас ќе ги изгорам. Јас сакам да ги насмеам моите гости на ова е викам, не малце се подобра, да, грижете. во однос на првата, нели, дури да навлеземе, да започнеме и така. Добро, и зависно од нели самата колку е Да. свежа, тенка, дебела, нели сето Да, тоа вие си има- домакинки, ако си имате време дома, можете и да си ги Сами, замесите. така. Јас и тоа така некогаш практикувам кога имам поише време, заедно со моето синче, кој што исто така сака многу да готви, многу ми помага во кујна. Требаше да ми Керката го не донесеш. толку, моментално е на училиште, Да. Инаку ќе можевме Еве, да се дружиме тука. Вообичаено дечињата сакаат да бидат заедно со мене. Па, знаеш како добар човек и они си бираат, си го чувствуваат тоа, да. И многу сакаат со бабите дома да подготвуваат ова што ние го подготвуваме токму овде во нашата емисија. Да. Ајде одиме со вторите песни и втората песна која што Јуле ќе ни ја пее. Јас ќе внимавам на пирушките, се Може. разбира. Сама во 4 цида топла ноќ, по душа зима пишувам, грешки бројам сама, со себе зборам. Се забрането за нас, ништо не на наша страна, додека усни ми љубиш, само Бог ќе ми суди. Мој си грев, добро ми стои, зар не? Мој меле, моја рана, ова срце што те бара. Мој си пар, кога ме љубиш во мрак. По тебе срце гори, гори се моли, да те има пак, да те има пак. На неа ти сега се будиш во мисли, мене ме љубиш време, ти крадеш целосно, да ми се дадеш. Љубовта знае да боли, кога совеста збори, милувај, нежно љуби, само Бог ќе ми суди. Мој си грев, добро ми стои, зар не? Мој меле, моја рана, ова срце што те бара. Мој си пар, кога ме љубиш во мрак. По тебе срце гори, гори се моли, да те има пак, да те има пак. Мој си грев, добро ми стоиш, зар не? Мој меле, моја рана, ова срце што те бара. Мој си пар, кога ме љубиш во мрак. По тебе срце гори, гори се моли, да те има пак, да те има пак. Да те има пак. Да те има пак. Да те има пак, убава песна. Убави одбираш песни, Јуле, каде што твоите гласовни можности можеш да си ги Може да го покажеш. долова тоа што треба да се Така, долови. Точно, така. иначе оваа е песна изведена на Макфест 2025 и навистина е направила... Минатата година, да, значи. минатата година. Како би рекле децата лани. Лани, Лани, точно, така да. би рекле дечињата.
преубава песна и премногу добро прифатена, можам да кажам. Да. Од публиката, од добри коментари. Одлично. И навистина ми е драго за песната. Па е не е многу убава. Да. Веднаш влегува во уво. Веднаш влегува во уво, да. Веднаш влегува во уво. Јуле, ајде уште една за да ова не го фрлиме. Како велам ја? Да, не се фрли, да, точно, да. Ајде, ќе ги завршиме. Ако изгориме некоја да имаме плюс. Да имаме плюс, нема да ги изгориме, внимавам јас овде. Вака убаво изгледаат. Убаво изгледаат и ќе бидат и вкусни, за да биде секако што треба. Так. Ете така. Јас да го вклучам нашето джезве за да направам чај меѓувремено. Може чај. Додека ти си работиш, а потоа ќе го барам и рецептот на денот, бидејќи гледачите пишуваат што се нам ни е потребно за да си имаат и дома. Ете, пишете каква домаќинка сум. Да, пишете слободно. Напишете. Така, ќе пишат сигурно, затоа што сакаат да ги коментираат и гостите, и нас, и емисијата. Ова емисија е од забавен карактер. Гледаш, Јуле, како во соседството прават кулинарски шоу, дури се мачкаат со шлакови, со јајца, истураат намерно за да бидат интересни. За да бидат интересни, така, кај нас ако направиме една таква па ние може премногу сме згрчени, треба и поопуштено да е, нели? И народот некако подруго ги прифаќа, можеби, не знам. Не знам. Мислам, јас сум си секогаш така иста, искрена, отворена, како дома, така и на телевизија. Така да луѓето што ме знаат. Те знаат каква што си и си супер. Точно. Овде и ти права место за следната. За следната, да. Кашкавалчето внатре ќе се стопи, ќе дадеш мек убав на самите Можеме ова веќе и да ги повлечеме, па ќе си работиш после. За гаснење на камерите ќе си ги доправиш. Јас како велам, се што имаш плюс, се да се изеде. Да. Ете така. Ајде, колеги, да побараме ние рецептот на денот. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Пирушки, 2 пакувања или 10 палачинки, 200 грама пилешки гради, 200 грама сирење, 200 грама кашкавал, 50 мл кетчап, 3 до 4 јајца, 200 грама лебни трошки, 5 до 6 кисели краставички, 100 грама мајонез, масло, сол и други зачини по избор и малку магданос за украсување. Ете, јас го прочитав рецептот на денот, Јуле беше вредна си ја подготви масичката, веќе и таму пирушките си ги средува, за да ни бидат добри. Домаќинке, супер си ми денеска. Денеска ти си домаќинка. Така е, така, супер, значи секако и секоја домаќинка си знаеме да си средиме, да вакво. Така да ете, веќе го имате рецептот, драги домаќинки, можете да си го направите, така. Да. Изгледаат преубаво, навистина, веќе се готови. Можеш веќе да си ги префрлуваш овде и да си ги сервираш, Јуле. Во ова чинија, тука ќе си, да ти повлечам. Да, само вака ќе ги... Не, јас дека тука ти ги повлеков. Па добро, може и директно. Ако, може и така. Можеш. Ова да изгаснеме. Горете. Така е. Ете така. Види, јас пошто не се плашам од топлото. Не бе, јас да. ова големата ги вадев полесно за да не ти се скршат. Па да, може и така. За да не ти се помагај си самата, за да не ти на се кој скршат. како му е згодно, некој со раце, некој со... Ти не се плашиш од топлото? Не се плашам, да. Сега премногу топло, нормално, меѓутоа вака кога готвам, си фаќам и со рака. Затоа и не ти дадов престилка. Да. Викам, ајде, Јуле, прави, нема да месиш, нема престилка давање. Преубаво изгледаат на вистина. И се погоди се. Секако што треба и баш си сакавме да бидат ова пирушки попладневни. Попладневни, кога ќе седат дома да си уживаат, нели, со мезенце. Ете така, одлично. Кој како сака сега, некој ако е на нели, одржава линија, може и главно јадење, една пирушка е доволно. Според мене, јас толку би каснала, и сега има некој гурман што сака повеќе нели да јаде. Па добро, затоа имавме и резервни. Во интерес на времето не ги пржевме сите. Сакаш сега да си декорираш со сирење. Може да се декорира, значи со свежа салата.
нели дома што имате, може да си ставите. Еве вака ќе ставиме и парче сиренце. Еве вака. Ти го Овде подобрам гласот за третата песна. може, Не те може, прашав, да. Јуле, како се снаоѓаш со народната музика? Па не знам. Бидејќи на терен некако сигурно ти бараат и забавна и народна, Секако, нели? да. затоа. Значи ние во Така. мојот репертоар практикуваме да има, значи, она што се бара. Точно. Нели, покрај моите песни кои што си ги изведувам на лайв живите настапи, нели, за да се и македонската песна е застапна тука, и поп музиката, евергрините македонски, странска музика. Не, ти е тешко од 20 часот па до 3 пополнак или некојаш и до утро. Не, до 3. До 3 пополноки не, меѓутоа Ама, некои 2-2,5 часа пење? Да. Настапуваме и супер си, мислам, има од убава се по журка. нешто. Да. Додаваш врзнив? Врз нив не додаваме ништо, значи има Од парче, страна да, сакаш може да сега додадеш. Макдоналдсче малце, Добро. чисто колку ете, да дадеме малку свежина, инаку како што кажав, можете да си комбинирате дома со салатичка, да си направите со ракичка, кој што како сака, нели дополнително може и со кашкавал дополнителен, сиренце, кетчап, мајонез. Секој што си е, Кој на што што си како е љуби љубител. да си јаде, така е. Добро. Шубаво замириса Макдоналдс. Макдоналдсот дава Менат свежина одма. Да. Ева вака може да Јас си. некој пат и внатре им ставам. Да Може и знаеш. внатре, да. Може и внатре. Добро. Или шубо изгледа. Одлично. Одлично, јас сега ова ќе ти го повлечам, затоа што ќе барам песна, за да бидеш, ете, конечно во третата слободна да ја отпееш како што сакаш. Може. Без работа. Може. Ајде, одиме со Фала третата ти. песна. Мамурно утро, сама во постела, тоа што фали, твоја преградка, кај друга жена, ти мирно заспиваш, неа ја љубиш. Немој да молиш, не трпаме ке лаги, со други очи, не ме лажи. Таква љубов сега веќе не ми треба, колку и да сакам, да просто не
барај. Ама пак погледнуваш во телефонот дали те бараш. Така ли? Па добро, ајде јавно да не кажуваме. Јуле, направивме лесен специјалитет на вкусен. Ни отпеа убави песни. Јас искрено ти благодарам што одвои од твоето време. Нема да проблем. Ни дојдеш. Ви благодарам и да на вас. Направиш ова денешно шоу весело. Ви благодарам и на вас и секогаш сум добродојдена тука, се надам и во иднина. Па да, се разбира, кога си моја пријателка, секогаш си добре дојдена во мојот дом. ПКБ-ско ти доделува подарок. О, благодарам. Од производите на ПКБ-ско, на сите наши Нема да гости. мора да готвам денес. Нема да готвиш, но може и веднаш ке бара дечињата. Мамо правеше пирошки И на дома да телевизија, направи и дома веќе имаш. Ке направиме. Еве Сега. за пирошките Фил. Така, Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам многу успеси во секое поле на животот и во музиката, се разбира. До врвовите, како сите музичари посакуваат. Така, исто и на вас, многу здравје, многу среќа и уште многу емисии успешни, само убавени на сите. Ете така. Тоа беше мојата драга Јуле Николовска. Се надевам дека ви бевме интересни и денеска, дека ве забавивме и вие дома готвејќи си или седејќи пиејќи го попладневното кафе или чај, уживавте заедно со нас. Ве поздравувам, ве оставам во добро расположение и, како ви велам, ве сакам.